Првичните пресметки на енергетските компании покажува дека струјата ќе поскапи за 38%, но од регулаторна комисија за енергетика не сакаат да лицитираат со цената на електричната енергија што ќе плаќаат потрошувачите на регуларниот пазар по 1 јануари, се додека не ги направат потребните анализи. Колку и да порасне, сепак и бизнис заедницата и експертите се согласни дека товарот ќе падне врз грбот на граѓаните. Од Стопанска комора за енергетика, за да се ублажи ударот од повисоките сметки за струја, предлагаат да се укине ДДВ за струјата. Регулаторите веќе втор ден ги анализираат поднесените барања за енергетските компании за покачување на струјата и ги анализираат трошоците прикажани во барањата. Се разгледува секоја ставка одделно, а очекувањата се дека до крајот на оваа недела од регулаторна ќе излезат со првична информација колку приближната цена на струјата и евентуалното покачување ќе биде во проценти. Претседателот на регулаторна Марко Беслимовски најавува дека при формирањето на цената регулаторите ќе се обидат да ги намалат маржите и профитот на енергетските компании во корист на граѓаните. Регулаторна комисија започна со детални анализи за поднесените барања од енергетските компании, со што практично почнува фазата на системска и длабенска проверка на секоја пријавена ставка на трошоци. Паралелно се проверуваат вкрстено механизмите кои регулаторна за прв пат ќе ги активира поради енергетската криза, со цел заштита на потрошувачите. МЕПСО побара цената на струјата да се покачи за 60%, електродистрибуција двојно, а универзалниот снабдувач Евана Хоум ги достави само предвидените трошоци за 2022 година, без да ја прецизира висината на поскапувањето. За наглото поскапување на енергенсите придонесуваат силниот пораст на цените на енергенсите за близу 8% и постојаното заладување на стариот континент, кое најверојатно ќе продолжи барем до крајот на декември. Најголем дел од компаниите заради прекинување на долгорочните договори ќе има со трговците. Се префрлија на режимот на плаќање месец за месец, односно на динамична цена која е врзана со берзите, се со цел да не се потпишуваат долгорочни договори на многу високи цени.